Така е, добро вечер и добро дојдовте. Ова е ново издание на емисијата Никој да не знае. И како сме договорени, никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка. И пред да ви кажам кој ни е на гости, доколку сте гледале промо веќе знаете, но оние кои што не гледале цело време Телма, им кажувам со неколку реда токму за тоа како јас ја испрецепирам токму неа. Вака вика, незината најголема љубов е музиката, тоа веќе го знаете. Во едно интервју има кажано, не сум производ, јас сум уметник, ќе ви рече таа. Кога луѓето зборуваат за мене, сакам да ме доживуваат како уметник кој стои зад својата музика и зад се што го работи со цело срце. Ке додаде, незината уметничка интуиција и длабочината со која пристапува кон музиката се водилка низ еден свет кој често е гласен, брз и полн со притисоци. И кога сме кај ова притисоци, како вели самата, има нешто што се вика справување со предизвици. И повторно треба да останам своја. Теа Трајковска, во ова никој да не знае. Здраво, живо и добро дојде. Кате, добро те најдов. Многу убаво ме најави, баш да слушав со големо внимание и фала ти на убавата најава. Многу ми е мило што сум тука и прв пат во оваа твоја емисија, иако нели се знаеме и соработуваме со години, па ева севте денеска на убав муавет. Супер, ама нешто што ќе биде за прв пат исто така ќе зборуваме за нешто ново што го имаш така новата песна. Па да знаеш дека прво гостување ми на телевизија за мојата нова песна, ти ме побара уште пред месец-два така. И јас ти реков чекај да има нешто ново. Имам нешто ново, ќе дојдам за брзо и навистина така испадна, излезе тука токму да промовираме телевизиски и ми е многу мило. Супер. Ќе ја промовираме и со твој настап малку потоа, но ајде пред да зборуваме за песната, ќе зборуваме пред да ја чуеме. Не знаев, додека не прочитав едно од интервјуата, дека всушност твојата кариера никако не започнува со пеење, туку со компонирање. Да, си имала 6 години и нели тие композиторски аспирации со песничката Дајте раце, кога си ја пратила на конкурс за Златно славече и никој не бил веројатно посрекнат дете од теа, кога ја примила. Да, така беше. Уште ово си направила истражување. Да, инаку многумина и не знаат прво дека тоа е моја песна која ќе слушнат, ќе се изненадат, се случува до ден денешен, бидејќи тоа беше навистина детски хит и остана како некој евергрин. Второ, многумина не знаат дека е моја и композицијата авторска, дека е моја и музиката и текстот. Јас ја пратив на конкурс, иако си бев дел од хорчето, си членов, ама тоа така функционираше тогаш под псевдоним си ја праќаш на конкурс, иако ја примат нели. Така е, потоа се откриваат авторите. Така, да, и ја примија, и не само што ја примија, туку беше таа година, еден од фаворитите беше последна песна на фестивалот, 16-та. И јас ја отпевав и ете некако не знам, ми се наместиат звездите. Тоа беше моје прво искуство на така малку поголема сцена. Преубаво искуство, преубави спомени. Од таму имам до ден денешен и пријателства и еден преубав начин да ја почнам мојата музичка кариера како дете. Така е. Ова со авторство ме интересира. Каде ја правеше песната на своји 6 години? Па јас не сум ја правела нешто, да, сум си ја пеела и сум си пишала текст. Јас бев дете што многу чита. Значи јас научив многу мала да читам, негде на кај 2-3 години. Моите мислеа дека ќе научник ќе станам, дека нешто многу големо ќе видат од мене. Ама зашо што ми фали на плячка? Се паднав музичар да видам. Ета. Добро. Меѓутоа сега па се трудам да компензирам ете со дипломи на магистратура со моментално, па ајде здравје Боже и доктор на науки може ќе станам да ги израдувам малце. И значи ти си ја подпевнуваше песната? Да, си смислував мелодии во глава и текстови. Имав и други детски песнички што сум си ги напишала, не ова единственото, учествував и на изборот за детска Евровизија тука, имав една песничка Сонувам се викаше. И во песнава пеев се што сум читала од енциклопедии, како сум патувала во сонништата во различни земји и што се сум правила во земјите. Што сум си читала во енциклопедија, тоа си го пишував во песните. Значи детски фантазии, сонови, нели? Меѓутоа, од денешна перспектива ми е многу убаво кога се сеќавам ретроградно што сум живеела, што ми се случувало и некогаш кога се чувствувам изгубено, се навраќам баш на тоа, за да се потсетам која сум јас. Така е. Дајте раце всушност имаше и една заедничка во Србија, нели? Се проби и таму, па те вика. Дали тоа го знаеш? Да, па морам да види колку прочитав. Браво, да, стварно сум воодушевена. И дека и се уште е детска песничка која се извидува. Значи, вака ние со Златно славече одевме често на размена во различни земји, доаѓаат тука дечиња спиеа кај дел од нас, па кај дел од хорот, па одевме ние и така. И на едно патување кога бевме во Белград,
Белград на крила црта маштом, така се викаше фестивалот, до ден денешен некако постои. Многу е добар насловот. Предобар е и се случува во собранието на Белград. Значи стварно е голем настан со деца од цела Европа доаѓаат. Во Белград ја избраа токму Дајте раце како химна на таа година за фестивалот и мене ме поканија да испеам заедно дуетски со девојче од Србија. Јас си пеев строфа на македонски рефрен, таа на српски. И си ја снимивме и таму исто испеавме и тоа беше стварно многу сладко. И ете ме потсети на тоа, мислам ме врати во едно стварно убаво време. Да. Добро, и си уште се извидува Дајте раце. Се извидува, да. Јас лани или преклани бев ментор на една група дечиња како дел од еден проект. Им бев наставничка и тие ја одбраат таа песна да ја пеат и да ја научат и да ја изведат со кореографија пред мене и така. Така да песната уште си живее, што стварно ме прави среќна искрено. Така е. Кога сме кај авторството, колку потоа продолжи кога стана, да речеме, пејачка или кога тргна во тие води, колку продолжи со авторството и создавањето и пеењето или интерпретацијата? Колку одеа заедно? Вака, тука морам прво да го споменам Лазе и многу да го поздравам, нели? Мојот продуцент, соработник и голем пријател, веќе ми е и фамилија. Да, Лазар не сака да се појавува на интервјуа, јас Ама не е изоставен дел од нив. Точно, би рекла. Јас и тој се запознавме така што јас имав исто така напишано своја песна. Кога е ова? Па веќе бе втора година средно во музичко. Тука, во средното музичко училиште Илија Николовски Луи. И јас имав нешто искомпонирано мое, така преку, нели, пријатели на пријатели не споја. И он го слушна тоа што јас сум го пишувала. Јас бев дете бев. 16 години, ама и он беше дете, мислам, ние бевме многу млади 20, он исто имал, значи ако јас сум имала 5-16, он е 8 години постар од мене, имал 24. не знам, да, значи сме биле многу млади. Така е. И така се запознавме. Тоа слушна песната што сум си ја пишувала, многу му се допадна. Јас имав прецизна визија за аранжман, за се како тука што ќе се случува. Ти знаеше веќе што. Да. Добро. Имав некоја слика во глава и прв пат кога ми го прати он аранжманот, јас паднав у несвест буквално. Значи тоа беше како исполнување на мојот сон буквално. Не многу убаво кога си го слушаш тоа што си го замислил, така како што си го замислил во глава за прв пат за мене, тоа беше стварно прво такво искуство и така започна нашето соработување и огромно пријателство, мислам ете до ден денес сме заедно во приказната, со тоа што нормално како што растевме, се менувавме, созревавме, сега веќе процесот изгледа сосема различно од тогаш и јас му верувам 100%, има песни што се комплетно негови, има песни што ги правиме заедно од нула, има песни што ги поставуваме после јас ги допишувам дома текст ако нешто фали, па и со една сестра му имаме неколку соработки и веќе сме фамилија, другше функционираме и другше работиме, му верувам скроз во се. Меѓутоа работиме и доправа на многу интересни проекти. Ке ни кажеш сега или ке ни кажеш подоцна? Малку подоцна, ама зборот ми беше дека ето така некако како што растеме, созреваме и како уметници, и како луѓе и нормално дека приказната созрева, се развива и се менува. Така е, да. Што сакаше да бидеш или кој стил да биде за да дојдеме до на прашањето, нели, тоа со справување со предизвиците. Дали да бидам она што сакам, дали ќе им се допаднам на сите, па некој ќе ти рече ова е хит, ама мене дома не ми се допаѓа хитот, нели? Хитот за некој што е хит. Да, тоа е интересно прашање. Јас кога почнав да пеам посериозно ете со на како дел од повозрастната сцена, бидејќи нели до сега зборувавме за моите детски почетоци. Некако не се оптоварував што е хит, што не е, си правевме музика што на нас не се свија, и на мене и на Лаза. Да. Бевме во некој свој свет. И после некој време пееш, имаш и настапи, имаш очекувања дека песната треба да стигне до поширока публика и сваќаш дека треба и малку да се адаптираш, а при тоа да останеш нели свој, да не го изгубиш тоа што си ти како артист, еве и кој и само изведуваш да си пак нели сите имаат некој свој стил, што ги прави различни еден од друг. И некако најдобро се најде тој баланс помеѓу тоа што сум јас, сама и тоа што ќе се допаѓа на некоја поширока публика, затоа што сепак според мене ако сакаш да си правиш музика само за себе, не ја снимај и не ги замарај другиве. Мислам пеј си дома. Така, мислам ние сепак мора да имаме екстровертен пристап во нашата работа, доколку се бавиме со комерцијална поп музика. Ако си правиш ти некој жанр што е несватен, што јас таква музика слушам приватно, значи да не се сватиме погрешно, ама ако не спаѓаш во поп сцена, окей, разбирам, нели? Така е. Имам јас песни што се за душа. И до ден денешен имам такви во албуми и некои од следните песни ми се со не толку можеби големи очекувања, иако не знаеш што може да изненади. Тоа сакам да прашам. Никогаш не ми било јасно како тоа
Кога песната станува хит? Еве, хит може би е тежок збор, ама нели, кога станува дел од народот? Како тоа станува? Па не знам, треба да се погодат многу коцки. Многу коцки? Искрено, јас имам неколку поуспешни, така да речам, хитови во кариерата. Последните две песни ми се, можам да кажам, меѓу најуспешните, Сатурн и Амајлија. Сега и двете се соработки. Меѓутоа и за двете песни имав чувство дека ќе бидат хит. Така нескромно да кажам. Не, стварно, па не. Уште кога ги правевме во студио, го чувствував тој момент. Така да за некои песни имаш филинг, ама тоа не е гаранција. Не е репер. Не е гаранција во никој случај ни репер, затоа што пак не знаеш некогаш и околности, моментален... Кога ќе ја пуштиш, нели треба вистинско време и за тоа. Фаза на сцената, многу работи играат улога. Да, кога сме кај сцената, дали има некое поместување или мене само ми се чини дека малку се размрда македонска музичка сцена. И мене ми се чини, јас се надевам дека ќе биде добро. Да, дека навистина е така. И мене ми се чини дека последнава година-две некако има некое позитивно движење, дека има многу артисти, дека се вади многу музика и се надевам дека ета се будиме. Да. Имаше некој од гостите наисо во ова случај на кој што седиш и ти кој што рекоа, или наши македонски изведувачи секако, дека од сега на настапи ќе одат само со македонска музика до таму, нели? За да малце ние самите низ главата сватиме што све има. Кога рече тоа ме интересира. Ѓуко Танески. Супер. Да, дека ќе направи нов репертоар и дека во новата 2026 година им рекол и на луѓето кои што му се во бендот, нели, со различни бендови соработувам, вели, тоа ми е целта, заради тоа што има прекрасни песни од Драган Мјалковски до, не знам, до Дела на Шпато и така натаму, скопски фестивали, што веќе не. Значи имаме музика која што вреди да се слушне повторно и младава генерација да ја запознае. Навистина е така, јас се надевам дека се повеќе ќе бидат неговите истомисленици. Јас го делам неговото мислење, јас на моите настапи, освен моја музика, секако изведувам и македонски хитови. Да. И од секогаш ме поддржувала, слушала и приватно македонската музика, така да верувам дека може да се избориме за нашата музика. И дека е редно време. Така е, кога сме кај ова што слушам, се рекла слушам се. Слушам и поп, слушам и композиции на пијано. Слушам се. Слушам се. Кога сме кај класичната музика, од што најмногу може да се црпи инспирација? Ако тоа е вистинското прашање, не знам како би го дефинирала поинаку. Инспирација од, велиш, најдобро се раскажуваат приказните кои што се дел од тебе, нели, или најдобро поменуваат. Тоа е во едно твое интервју овде кажано дека... Кажам најискрено, јас тоа го трупнав многу несакајки, значи морам ова да го раскажам, пошто стварно е така. Сега пред 10 дена, не знам колку точно време има, бев на еден настанка што мене ме застана ед хок вака, ја си проаѓав, ме застана да дам изјава еден наш медиум. И што има ново, слушаме ќе вадиш нова песна, јас да, ќе вадам нова песна. Што се работи во новата песна, јас па таа е инспирирана од моја лична, онака мислам ќе го кажав спонтано, да, тоа навистина е инспирирано од моја лична приказна, ама мене не ми беше идејата тоа да така да зазвучи. Па да, и да добија толку внимание и се искача јас нешто си раскажувам приказки, што е така, до некаде, навистина е така, бидејќи јас сум навистина дел од авторскиот тим на моите песни и навистина сите имаат моја приказна во нив. Сите песни се мои приказни, како што ви рекли некои мои деца. Добро. Навистина е тоа така, меѓутоа многу често некогаш ми се има случувано и да нешто изманифестирам во музика, да напишам например текст за моја песна и у тој момент да мене нешто да ме инспирира на така, ама да не е во полн сија и тоа така случајно и после да се деси. Значи ми се случувала и обратна ситуација. Супер. Од музика да слушам се, затоа што не се оптоварувам со жанр. Јас имам во моите песни различни жанрови вметнато. Верувам во добра и во лоша музика и пак е тоа субјективен вкус. Така е. Мене тоа што ми е добро, например, може на тебе да не ти е и така натаму. Слушам многу класика, тоа ми е инфлуенси од средно музичко и од факултет. Меѓутоа има стварно дела што па би рекла дека многу може да инспирираат и во поп музика, иако се класика. Така е, да. Што би рекла за Аце, овој другаров најдобар? Што го натиравме се снима? И се вика Аце, Марко се вика. Аце, зашто го викате? Не го викаме Аце. Не го викате? Не извини, па затоа што рече Аце да го потпишат, или? Не, Аце Фандонов. Добро. Инаку што би рекла за Марче? Марче. Извини, Марча. Извини, Марча, не, мене ме збуни кога рече што би рекла за Аце, јас за кој Аце? Да, малку се збуних, искрено. Извини. Не важно, нема, не се наљути, нема, не замери Марко. Марко мене ми е најдобар другар од детство. Добро. И
бидејќи веќе зборувавме на тема Златно Славече, јас и он идевме заедно во хорот на Златно Славече, да. Така и се знаеме, идевме заедно на патување, заедно пеевме и до ден денес ќе останавме најдобри пријатели, што сите тоа го знаат. Многу луѓе дури мислеле низ годините дека сме пар, едно друго, што не, значи мене Марко ми е како брат. Инаку му кажав вчера, нели вчера беше така? Да, да ми сними видео, му ги пратив само прашањата и јас искрено намерно Не го слушна? Не го слушнав. Браво, Теа! Затоа што сакав и он ми рече што мислиш ти да свига ли? Јакам не те гледам. Ќе гледам уживо во емисија, да. Сакав така некако автентично да си го доловам тоа што го кажал и едва чекам да чујам што ми снимил. Ајде сега е време за Марко што го прекрстивме. Ајде. Тија ја знам од некои 5-6-7 години, одевме заедно на Златно Славече. Како би ја опишал? Убава, шармантна, згодна, секси, паметна, начитана, интелигентна. Точно знае кој е и точно знае што сака и за мене е човек на кој што можам да сметам во секое време. Мани, можам да кажам, кога ќе почне со шопинг, не се гледа крајот и што би ја прашал, ево петок сме на слава кај неа, така да што ќе има за пиење. Значи, шопинг со тебе никако. И што ќе има за пиење на Свети Никола? Како секогаш ме насмеа. Срце моје многу те сакам, знаеш, и мислам дека не гледа, ме прашаат колку сум лајв за да гледа. Што ќе има за пиење, па се што сакате, каква е таа слава без да има се за пиење. Да, фамилиарна слава ми е Свети Никола, си ја земавме пред неколку години, имавме еден не баш убав настана тој ден со брат ми, меѓутоа се заврши добро и од тогаш си го земавме тоа како една фамилиарна слава. И ја правиме така со многу луѓе, да, како свадба ја правиме секоја година, фамилиарно си викаме јас многу пријатели, брат ми, ние сме 3 деца, сестра ми и моите нормално. И што ќе има за пиење, ќе има све за пиење, а за шопинг? Шопинг, кажи, раскажи. Како изгледа кога Марко ќе го влечеш на шопинг? Не го имам многу влечено, не знам што се жали. Што се жалиш? Ама он тогаш еднаш си го влечел и доволно, ако 3-4 часа било тоа шопингот. Не, јас сум лош инфлуенс, ако си ти со мене на шопинг, јас да се убедувам дека треба да си го купиш, дека го заслужуваш. Така да може за тоа може да може. Он не сака да троши многу. Инаку да, сум голема трошаџика, морам да признам, меѓутоа годинава малце јам дигнато ручна да се пофалам. Собираш пари. Тргам с пари. Не собирам пари. Ама нешто прво ме се ставам да се доведам во ред, така да знаеш како еднаш се живее и треба човек тоа што си сака да си го купи. Прави, така. Да си го приушти, нормално да има нека граница. Имам ја граница, имам мерка, не се губам сега. Не сум до толку откачана, ама го сакам животот, сакам да се почастам. Си заслужувам кога нешто ќе си така, ќе си заслужам, сакам да се наградам. И мислам дека тоа е многу паметно. Неколку прашања ми доаѓаат во врска со овој одговор, ама ајде прво да те прашам, си рекла во едно интервју на прашањето се живеат ли од музика кај нас, си рекла секогаш постои предизвик во живењето само од музика кај нас, бидејќи голем дел од заработеното се вложува во нови песни, спотови и други работи што се невидливи за публиката. Како стојат сега работите? Исто. Си работам три работи, така да топа. Не, стварно. Мислам си работам. Значи, може ли да се живее од музика? Не. Не, може да се живее од музика. Добро. Со многу напор и труд. И дефинитивно може, инаку не би го работела се уште ова, иако мене ова ми е и сон и голема љубов и не го гледам ништо од ова како негативно. Јас сум човек што никогаш не се откажува, јас се борам до крај. Значи, до крај. Значи јас никогаш нема да дигнам раца од музиката, дури ако сум разочарана и сум била сигурно како и многу мои колеги. Ова е таква работа, падни стани. Нормално има подеми и падови, ама мислам дека така е за се во животот. Па како за се, така и за музиката. Може да се живее од музика во Македонија, сега да шала на страна, стварно може да се живее и тоа може да се живее, мислам дека солидно. Пристојно. Меѓутоа треба да се биде паметен, да се инвестира паметно и да се инвестира во кариера и да се биде работлив многу. А за жал повеќето од нас, од мене и јас сум имала такви фази, значи ова не е критика на адреса на моите колеги, него така ние сме пола време во зимски сон малце и не може така, не може да очекуваш резултат ако не вложиш.
Како беше тоа? време и работа. Треба да има 10 песни за публиката да одбера од тие 10 што ќе слуша. Така не може да има, не може, ајде не 10, ама нека барем се 4 во една година. Кога сме кај ова, кажи ми само како да работите во однос на тоа, секако нема да прашувам за суми сега, но како го изменаџира тоа да цената расте на Театар Рајковски незиниот бенд кога настапува некаде? Нели низ годиниве? Што ти требаше се, освен да речеме добри песни? Па добри песни. Тоа е првото, така да те запознаат. Затоа што се додека сите ние пееме и кавери и за жал или за среќа повеќето од нас ги пеат истите кавери. Значи истите 2-30 песни се у ротација кај сите. Јас пеам песни што ги пеат сите други и сите други пеат песни истите тие, да. Авторската музика е тоа што може да те направи различен и тоа што може да ти го направи брендот. Така е. И совет би им дала на сите да се фокусираат во авторство, затоа што тезга пеач може да биде секој, дури помалку талентирани луѓе со многу работа, бидејќи оваа работа како и сите други, ако многу работиш, ако многу пееш, ако земаш часови, треба да си ти талентиран, меѓутоа работливоста се исплати. Значи може да се поднаучиш малку. Така е, да. Така, ама авторската музика и тоа што ти како артист е тоа што те двои. Така е. Не ми троши време. Ајде сега прв пат да ни кажеш што како раскажуваш во неа, освен делот твоја приказна, како што си кажал. Да, интересно е приказнава за песнава. Песнава, инаку демото за песнава го имаме со Лаза доста оддавна. Го правевме непосредно после демото за Амајлија. И некако како звук, така 2000s момент има од тоа време. Немаат ништо слично песни, ама јас го слушам тоа што ние сме го правеле во студио и како движеле работите, инспирацијата. И уште од старт беше идејата за панчлайн, дај не ми троши време. Тоа ни беше од старт идеја. И летово некако правевме некој план со Лаза што како ќе вадим, имаме многу песни, многу нова музика што допрва треба да излезе. И си правевме нормално некој планче по кој редослед ќе ги пуштаме песниве. И песнава некако се издвои од сите нив. Јас имав исто желба да ја извадиме, може би, ета прва. А имавме нешто друго у план, ама ета ни се смени планот. И летово бев кај Таско во студио, имаме еден дует друг повторно заедно, нешто имаме спремено, што ќе искочи, ајде не ви откривам кога, ама ќе искочи. Добро. И бев кај него, му ја пуштив песнава и му пуштив што сум пишувала, као текстот да го чуе, и ми даде малку идеја, само еден-два стиха ми помогна. И така некако ми го смени вајбот и насоката за цел текст. И после јас нешто препишував, па леговме пак у студио со Лаза, ја склопивме песнава и некако, не знам, многу лесно ја снимивме. Ја влегов во студио за 3 сати и имавме песната готова. Ја искочив од студио со готова песна. И ја викам, готово, ова го вадиме, мене ми е топ. И исто и он го рече истото. Што обично он е многу голем овертинкер, па овој пат некако не беше. Ме подржа да извадиме што побрзо песната. И одма се вадив за работа, снимивме спот. Ова ми е најбрзо извадена песната како била снимена, некако ајде, идеме. Со тоа што искрено мене песната многу ми се допаѓа, сега нормално. Како поминува? Одлично, има одличен некако фидбек за сега, доста е гледана, многу луѓе ми пишуваат што секако е комплимент, значи некој едно е да слушна, друго да се потегна да ти пише да седне да пишува порака. Значи искрени коментари стварно ми значат. Не можам да кажам не, пак за тоа работиме, како што кажав. И имаше еден момент со оваа песна, обично ја многу се замарам како ќе помине нештото, како ќе биде прифатена од публика. Јас за прв пат уопште не се замарав. Не знам дали е добро да го кажам ова. Толку верував во песната дека тоа е тоа што сега треба да го направам и да го извадам и дека е супер и дека проектот е топ, што јас некако си ја пуштив органски и викам на кој му се свија, нека слуша, кој не. Не ми троши време, така? Нека не си го троши времето, ќе пуштам пак песна. Сега. Ајде да чуеме. Да, идеме со краток джингл и уживаме заедно со Не ми троши време и Театар Рајковска.
едно по едно, веќе е се едно, а тоа ако знаеш ти, добро ти. Стала на вага до последно, по иста грешка, иста песна, засвири ти. Веќе стојам како жив зид, зашто право во мене пукаш баш ти. Ти веруваш слепо, дај не ми троши време, од тебе јас сум ветер, ја оган, ти си ветер, и не си ти за мене, јас за тебе. Трошиш време, во душа правиш терен, на срце ти си терен, и не си ти за мене, јас за тебе. И не си ти за мене, јас за тебе. Театар Рајковска и Ната моја во студиото на Телма во оваа никој да не знае. Имаме 10 минути, јас овде си направив лепеза од прашања. Прво она што го имав и во најавата, кажано, велиш, не сакам да бидам перцепирана како производ, бидејќи во оваа професија тукму автентичност и искреноста се тие што ја прават разликата. Моја лична мисија е да останам верна на себе и како човек и како уметник. Колку може да се Колку паметни работи сум кажала, леле, вау. Сум заборавила дека сум била многу паметна, не, се шалам. Али да, се слагам. Се што сум кажала го Ова за мислам. производот се однесува на жена уметник или се однесува воопшто на уметноста како Воопшто на уметноста, не како жена. Не би да сега феминистички. Да генерализираме или да. Не, нема врска. Сакам да кажам дека се гледам како уметник и музичар, а не како знаеш, имавме ние еден муабет у моја екипа за букинг за такви работи. Добро. Пример, ја продаваат ко флаша од диско, као не е само да сум ја програма да пеам у петок таму и таму. Така. Туку зашто ти би дошол баш кај мене на настапа, некај некој друг. Сакам да биде во мојата музика прикажано тоа што мене ме прави различна од другите и не само мене, него сите така треба да имаат таков став. Така. Затоа што ако веќе се бавиме со ова, зашто некој би слушал моја песна, а не на некој друг. Така, да, добро. Сега, кога сме кај пеењето пред публика, вели понекогаш треба да излезеш пред публика, да ја разубавиш вечерта, да подигнеш енергија, а во себе носиш собствени борби, денови кога едва држиш сила, никој не знае ни што си поминал тој ден, а и не треба да знае. Ако некој дошол поради тебе, твојата задача е да дадеш, да подигнеш, да го допреш. Си рекла во исово интервју, нели, најсветлото место треба да биде тој подиум, нели, и најубаво е Памтам кога го давав интервју, сега ме потсети со Муабетов, тоа летово беше, негде септември можеби најдосно. Имав еден многу исклучително тежок настап во Скопје, беше преполно, во Хавана, ајде да кажам. А јас дента имав многу тежок ден и многу стресни и неубави информации кои што многу ме вознемирија и општо цел тој период не ми беше нешто баш најсјаен приватно и некогаш тебе не ти е денот стварно, а ти треба да бидеш најдобрата верзија од себе, публиката тоа не смее да го примети. Да го забележи, така. И некако пробав да се исклучам, кога излегав на сцена, у тој момент, значи вака излегувам и тој момент имам едно копче у глава што го стискам. До тој степен што после наставот девојки во диско ми во WC во диско ми придоа ми кажа фала ти за убавата енергија, а јас у себе си знам енергијава каква ми беше, значи мрак, ама нема врска, тоа не се почувствува и за мене тоа е стварно голем комплимент, затоа што освен артист треба да си перформер, изведувач, да забавуваш луѓе бидејќи ти изгледа да си поминат убаво, нели? Така е, да. Кога што се однесува до имиџот, често знаеш да менуваш, да експериментираш, тоа е до близнакот или до тебе самата, така сакаш, така тоа е до водолијата. Подзнак сум водолија, месечина во водолија, водолиите се познати дека се најненормални. Дейвид Боуи фазон, и он е исто водолија и сојака водолија, па така и јас. И веќе јас имам план што ќе правам следно со Косова, знаеш, така? Што имаш план? Не ви кажувам, ќе видите во следната емисија. Чекај. Али веќе имам спремна следна промена, сакам да менувам. Сакам некако тоа ме прави да се чувствувам жива. Аха. Ова со магистратура не смееме да го заборавиме, иако не ми беше овдека во план, ама докаде си? Магистерски соло пеење. Да, ги дав сите испити, сега го спремам магистерскиот испит, кој што во нашиот случај тоа е концерт. Концерт е тоа. Концерт. Добро. Кој што ќе биде, па да ќе ви откриеме темата. Темата е евергрините на
на светско ниво, меѓутоа и тука во Македонија. Значи една паралела убава на македонските најголеми евергрини од таа доба со паралелата ќе биде со светските од истото тоа време. И баш убава тема. Јас со таа музика не сум израснала, таа музика била пред ја да се родам реално, меѓутоа пак имам голем инфлуенс во тоа што го работам и денес. Тоа се песни кои што останале не за џабе. И едве чекам искрено да станам магистар. После доктора науки, така вети барам. Така вети, да. Инаку, што и да постигнам во животот, баба ми вика, сега имаш уште една работа ти остана. Што? И тоа секогаш се мисли на мажачка нормално. А јас само измислувам нешто ново. Така ми рече и кога сме кај дипломирав, мажачката, си рекла, мојот љубовен живот е секогаш во втор план, а моментално е запоставен. Дали уште важи ова истово? Да, важи. И велиш сакаш да ме запознаат вака како што сум, а кога ќе има време кога ќе, нели јас ќе го одберам времето кога ќе кажам дека нешто треба друго. Па не, стварно нема што да се каже. Моментално сум многу фокусирана на мојата работа, поготово затоа што за 2026 како што спомнав претходно, имаме многу амбициозни планови. Добро. Со мојот тим. Албум? Да, ева ексклузивно ќе кажам. Добро. Да. Така е планот, имаме веќе и носечка песна на албумот, имаме неколку песни што се уште сега готови. Некои се од поодамна почнати и да си чекале време да се најдат на албум. Така да некако стварно ми е тоа преден план, што не значи дека ако не се заљубам, окей, мислам сега нема да мижам ако се појави некој... Па ќе биде и албум и мажачка дошо. Се одеднаш, така? Не знам, моментално сум слободна. Добро, супер. Сега, кажи ми нешто околу ова, мора да ги споменаме, не знам сега, јас не сум имала вакво профилно интервју со тебе. Брат и сестра, ти си рекла, брат ми е ептен, талентиран и музикален, исто така се занимава со музика, а заврши на смер тромбон. А сестра ти е уметничка душа, се бави со режија, глума, црта, свири гитара и е чудо од дете. Чудо од дете, сестра ми точно. Инаку морам да поздравам бидејќи она беше дел од тимот за снимањето на спотот за кажи. Не ми троши време. Добро. Исто да го поздравам многу Никола Наумовски Колја кој што стои позади видеото. Голем поздрав до него. Првпат соработувавме со Колја за Сатурн и многу се збратимивме тука, ептен имаме некоја другарска хемија, многу се друживме сите едни со други. Он му е најдобар другар и кум на Таско и така некако сме добра банда. И со нас на сет беше и сестра ми, која што многу помогна во се и е многу талентирана, има такви аспирации, се бави со режија, дури има освојено и награди за кратки филмови. Заврши режија или сега е на... Не, она е средно, меѓутоа оди на глума и на часови идеше по режија и си има своја продукција и се снимаат филмови и на Джифони филм фестивал лани освоја прво место и годинава учествува и не знам, годинава беше без награди, меѓутоа многу добро се представија и некако она ми е Вие сте тројца уметници дома. Да, мислам дека сигурно ќе има блескава иднина. Одлично. А брат ми, да, како што кажа, свиреше тромбон во средно. После некако го стави тоа на музиката на стендбај, меѓутоа сега се занимава со музика, прави негови песни, исто пее. Добро. И едве чекам да видам што ќе извади следно и мене ме интересира, бидејќи има и он десетици песни што чекаат да ги извади, па може него ќе ти го пратам во некој следен интервју. Секако, да. Пред крајот, сакав само да те прашам дали ќе останеш и натаму. Знам дека ќе останеш натаму доследна на оваа твоја, нели, дека се што мене ми се допаѓа ќе, нели, секако и публиката са тука, двете да се избалансираат, дека ќе продолжиш во таа насока или ајде, ако може некој од последните прашања во секој интервју па и во ова да биде за 10 години од сега. Како? Каде? Со 10 години од сега сакам да сум среќна, искрено. Среќна. И сега сакам да сум среќна, тоа е најважното нешто во животот и не треба никогаш да го ставам во втор план. Да. Имам нормално планови да успеам во ова што го работам. Солистички концерт тие во план? Па тоа ми е за побрзо, не за 10 години. Така да, добро. Да значи, чекам сега. петиот солистички. Па, можда и 10-тиот, ќе видиме. Не знам, дај Боже сега, нели, планирам за следна година албум, а набрзо после тој солистички концерт. Мислам дека тоа треба да е чувство кога ќе го осетам дека сега е времето. Некако така и со сите колеги со кои што сум зборувала. Да. Слично размислуваме. Значи, го чекам чувството дека сум спремна за тоа да го направам пред толку голема публика. Инаку се разбира, пропратно, јас цело време имам настапи со мојот бенд, поготово сега периодов, нели, пред Нова година. А за 10 години, па не знам, си посакувам и да сум среќна, успешна во ова што го правам, секогаш да ми биде музиката во преден план и да зборува таа погласно за мене и да сум реализирана како мајка, дај Боже, и сопруга, нели? Одлично, да. И сега во 10 секунди, зошто астрологија? Нема 10 секунди, не може 10, Од кога е оваа љубов? Од пред 10 години. Стварно? Да, плюс минус. Твој беше Сатурн како идеја за песната?
Ова е интересно, многу. Не беше мој Сатурн. Не беше твој? Добро. Сатурн идеја беше на Лазе, ја Добро. толку сум го давела него, што он го даде како идеја. Ја бев, мене вака вилицата ми падна, не ми се веруваш што слушам, леле, викам, што збориш? Готово, иде Сатурн. И дури за насловот на песната се мислевме што да биде. И Лазе и Таско беа за Сатурн. Ја бев, Ајде да чуеме Сатурн за Да. да не исклучат. Ајде. Имаме шпица, фала ти теа. Na varvilina ova srce me se ti dalo varvilina ni veruvaj da ni putalo za tebe ne postoji vremeni datum a misleh tega ja sam ti tvoj prsten ti moj Saturn Pola, pola moja, pola tuѓа Ова срце пак те бара неќе друга Пола човек сум од кога не си тука Ова тело нема душа, нема струја Море, дури пливаме во лаги море Ако не сум ја ти барем кажи кој е Знаме сладка лагата, хаос е у главава Na varvilina ova srce me se ti dalo varvilina ni veruvaj da ni putalo za tebe ne postoji vremeni datum a misleh tega ja sam ti tvoj prsten ti moj Saturn Pola, pola moja, pola tuѓa Pola, pola moja, pola tuѓа Ради тебе ја се смени преку ноќ Но ти ева ти во крали за бинош Храни тебе што без тебе сум на дно Море, дури пливаме во лаги море Ако не сум ја ти барем кажи кој е Знаме сладка лагата, хаос е у главава На варвилина ова срце me se ti dalo варвилина ни верувај да ни путало за тебе не постои времени датум а мислех дека ја сум ти твој прстен ти мој Сатурн Пола, пола моја, пола туѓа Ова срце пак те бара неќе друга